Su izložbena fotografija od 12 замоци во Чешка, кој ЮНЕСКО ги ставил на својата листа на уникатно и исклучително значајно културно наследство. Синоќа во Штип беше отворено 31-то издание на Штипско културно лето. Меѓу 191 член на УНЕСКО, Република Чешка е сигурно мала земја, но се горде со дури 12 споменици запишани во листата на светското културно и природно наследство на УНЕСКО, а можеме гордо да ја прогласиме Република Чешка во оваа светска организација како велесила. Презентацијата на културното наследство на Чешка е дел од туристичката понуда на земјата, но и начин да го покажат она кое не е само нивно, туку дел од големата светска културна историја. Обележувањето на спомениците на овој начин е акт со кој целото светско општество изјавува дека се работи за нешто што е исклучително и единствено во целиот свет и дека се работи за нешто што е наше заедничко наследство за кое се обрзуваме, дека ќе го чуваме еден за друг во интерес на сите нас, народите на светот. Чешка традиционално важи за голем пријател на Македонија, поттука стартот на овогодинешното издание на најстарата културна манифестација во регионот. Токму со оваа изложба не е случајност. Генетскиот код, словенската крв тече ке чешкиот и ке македонскиот народ, а Свети Кирил и Методи се онаа нитка која не поврзува далеку низ вековите наназад, повеќе од 11 века. Така да мислам дека ќе имаме многу убави настани овие 40 на дена за време на Штипско културно лето и мило ми е што денешниот почеток е со оваа прекрасна изложба. Годинашново издание на ШКЛ нуди 30 на културни манифестации од типот на изложби, концерти, театарски представи и филмски проекции, сконцентрирани во исто толку денови.